Македонските компании бараат што побрзо да се стави во функција железничкиот сообраќај на македонско-грчката граница, бидејќи во спротивно штетите на нашата економија ќе бидат значителни. Не е проблем само извозот на нашите производи кои се упатуваат до Солунското пристаниште, туку дополнителен проблем представува и доставата на суровини кои се потребни за домашното производство. Од Министерството за транспорт и врски не калкулираат со бројка колкава штета трпи досега економијата која директно е инволвирана во увозот и извозот на македонско-грчката граница. Од ресорното министерство велат дека застојот мора да се реши, да се изнајде решение заедничко со грчките власти и возниот сообраќај повторно да се стави во функција. Статистиката е зависна с колку они ги штрекуваат. И зависи колку нови договори ќе имаме и дали ќе се откажуваат тие договори. Постојано се менува. Се работи во илјадници евра, во стотици илјади евра загуби што ние ги трпиме. И јас мислам дека што побрзо треба заеднички да го надминеме овој проблем. Ова е сериозен проблем што директно задира во буџетот на железниците и во платите на вработените во македонски железници. Јас очекувам дека во наредниот период ќе се продолжи соработката и со грчката страна и со другите соседи, бидејќи мора железницата да работи. Мора пратките да поминуваат, товарниот сообраќај е многу важен сегмент од финансирањето и секако од работата на железниците. Пругата Скопје-Солун се уште е затворена за сообраќај и покрај најавите на грчката полиција дека ќе ги отстрани бегалците кои блокираат пругата кај импровизираниот камп и домени. Железничката пруга пред 3 дена беше отворена само за кратко време, пошто мигрантите повторно поставија шатори и големи камења на шините на грчко-македонската граница, пошто продолжи блокадата која без прекин трае повеќе од 30 дена.